2 месеци граѓаните на Злетово се парализирани и нервозни. Откако Евростандард банката пропадна, немаат каде да си ги плаќаат сметките за струја. Идеме за Пробишти свака наплата. Таму гужва по банки, по пошти, чека и треба тука да се отвори некој. Евено си деле дивиденти таму што треба све, а овде неќе да дојдат 2 дана бару место да има војна селина, овие села нагоре, колку има куќи. Али сега како поштата не ги прима белешките и луѓето мора да одат во Пробишти. Поради ова, приморани се за плаќање на една сметка некогаш да изгубат и цел ден. Фаќа такси, плаќа за такси, таму доручок, исто навака плаќа да ги... Јас бав за август да плаќа белешката, во средата беше тоа. Чекаше 4 саат. И тамо ќе отидеш питање дали ќе завршиш тај ден. Оди таму има 50 души чекат. И цел ден ќе го пропастеш таму, ќе дремеш за да уплатиш. Овој банален проблем за нив станува кошмар, бидејќи толку време за губење немаат, а немаат ниту излез. Поради ова, од Евана бараат толеранција при плаќањето, бидејќи камати плаќаат без нивна вина. Бараат Евана да отвори наплатен пункт. Доколку они тоа не го остварат, ние ќе се собереме тука злетовци, белешките од поштата нема да ги примаме. Евана нека отвори во неделата 2 дена, четврток и петок нека доаѓат. Еве вчера ми дојде белешка на 5, а на 7 вика рок на платње на 7. А белешките ги добиваме пред 1, пред 20. Самата тоа достава на белешките е каста. Проблемот на злетовчани за Евана не е непознат и тие им го предлагаат следново решение. Во конкретниот случај, корисниците може да платат онлайн без провизија на evanaonline.mk или да ја користат услугата траен налог. Освен тоа, постојат и други опции за плаќање, како безготовинско плаќање преку терминалите на Евана, плаќање во банки и електронско плаќање. Овде живеат околу 3000 жители кои, освен со проблемот со наплатата на сметки на Евана, се соочуваат и со други големи проблеми. Еве сега кабелската телевизија. Стариот газда расипано, скарале се двојчата, сега ќе имаме газда од Штип и додека газда да сметне овие каблове тука, да ставе нови, да ставе тие да бандерите апаратчиња шо како, ќе стане вика нова година или март. Ние овде немаме јавен превоз, немаме автобус. Таксисти има 23. Ако треба во петок да идеш, сообраќајците чекат и не можеш, автобус нема, такси нема и не можеш да отидеш. Колку во овие проблеми може да им помогне општина Пробиштип? Во тек се анализи со приватни превозници. Очекуваме дека во текот на наредната година ќе се најде соодветно решение и Злетово ќе добие линиски превоз до Пробиштип и обратно. Информираат од општина Пробиштип.